Во ова издание. Зошто Кина ја обвинува Литванија за предавство и вели дека се обидува да влијае врз односите меѓу Пекинг и Европската унија? Која е заднината? Пред само неколку недели регионот Луганск бил центар на напади и пукања. Што вели цивилното население во овој дел од Украина за актуелната криза? Сторија на Гласот на Америка. Жените земјоделки дискриминирани во Македонија, изоставени од правото за платено породилно отсуство. Не пропуштете, ќе ви кажеме, останете со нас. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен ја истакна важноста на сојузништвото за справување со глобалните и регионални прашања пред разговорите за безбедноста во Австралија. Ја потенцираше посветеноста на администрацијата на Бајден кон овој регион. Прашањата што навистина имаат влијание врз луѓето дома во САД, овде во Австралија, ширум светот, без разлика дали е климата, ковид, влијанието од новите технологии, ниту едно од овие прашања може ефикасно да се справи секој од нас кога действува сам, изјави првиот дипломат на САД Блинкен во Мелбурн. Одиме понатаму. Висока американска делегација ја посети Литванија во знак на поддршка при зголемениот проблем со Кина во однос на Тајван. Пекин го блокираше увозот на литвански производи, што доведе до трговски тензии меѓу Западот и Пекинг. Хенри Риджвел за ова. Вашингтон ја поддржува Литванија во време на економски притисок од Кина. Спорот почна во 2020 година, кога новата влада на Литванија се заложи да ги поддржи борците за слобода во Тајван и го критикуваше Пекинг за прекршување на човековите права во Хонг Конг и Тибет. Во ноември минатата година, Тајван официјално отвори представништво во литванскиот главен град Вилнус. Нашата цел е да го зацврстиме билатералниот однос меѓу Тајван и Литванија. Литванија рече дека канцеларијата не се одразила врз политиката кон Кина, но поттикнала бес во Пекинг, кој го смета Тајван за дел од кинеската територија. Од аспект на Пекинг, ова е поминување на црвената линија во однос на пристапот кон Тајван. Тоа доведе Пекинг подоцна да ја редуцира неговата амбасада во Литванија. Кина во декември ефективно го блокираше увозот од Литванија со отстранување од списокот како земја на потекло. Пекинг исто така изврши притисок врз меѓународните бизниси да ги прекинат врските со државата. Тоа функционира не само во случаи на производи произведени во Литванија, туку и за производи кои имаат компоненти произведени во Литванија. Европската унија ја обвини Кина за закана за единствениот пазар на ЕУ и отвори случај во Светската трговска организација. Застануваме во одбрана на правата на Европската унија. За да се реши случајот во Светската трговска организација, веројатно ќе поминат години. Во меѓувреме, спорот веќе се одразува врз трговијата. Испораката од 20.000 шишиња литвански рум беше блокирана на влез во Кина минатиот месец. Наместо тоа, тие беа купени од таванските увозници. Тајванската влада понуди кредитна програма од 1 милијарда долари и дополнителен фонд од 200 милиони долари да се зголеми трговијата со Литванија. САД исто така се вклучија. Американската извоз-увоз банка потпиша кредитен договор за извоз од 600 милиони долари со Литванија, фокусиран на производство, бизнис, услуги и обновлива енергија. Но не е само за пари. Символичната вклучена значи поддршка за Литванија преку покажување дека не е изолирана. Истовремено отежнува да се реши ситуацијата бидејќи повторно ја става во центар на внимание. Американските официјални лица разговараа во Брисел за заеднички мерки за справување со економскиот притисок. Кина во меѓувреме ја обвинува Литванија за предавство и вели дека се обидува да влијае врз односите меѓу Пекинг и Европската унија. А украинската војска објави дека се намалил бројот на артилериски напади на границата меѓу Украина со Донец и Луганск, региони окупирани од Русија, и покрај тоа што Москва продолжува да распоредува трупи. Виктор Мумар патуваше во регионот. Во Золоте, град во регионот Луганск во источна Украина, украинските војници чуваат стража во областа. Има пукање, ако погледнам преку оваа дупка би можело да ме погоди куршум во глава. Во областа живеат и цивили, а пукањето е честа појава. 70-годишната Александра Герасимова вели дека е навикната на тоа, но не и добитокот. А ока не было,
Ова беше скршено во 2017 година. Немаме прозорци, треба да ставам нови. Овие беа искршени исто така. Не остана ништо од како падна проектил. Дворот на Николај бил погоден од проектил пред само неколку недели. Овој жител во населбата станица Луганска вели дека има и мини. Пред само неколку недели пак селото Новозвановска во регионот Луганск се нашло во центар на напади и пукање. Сега овде е релативно тивко, но сепак украинската војска забележава некакво движење. Това не начинае тута шевелени робете. Почнуваат да се движат. Можеме да ги видиме како одат наоколу без страв, а деноиве ги гледам и како носат муниција. Според украинските разузнавачи, руските војници вежбаат активно и имаат инсталирано артилериски единици во близина на границата. Украинската војска вели дека нема да биде изненадена ако еден ден види оружје вперено кон неа. Но вели дека не паничи, наместо тоа се подготвува за тоа што ќе дојде следно. За крај на News Flash, сторија на Гласот на Америка. Без право на платено породилно отсуство се жените регистрирани како земјоделки. Со проблемот се соочуваат со години, велат дека се чувствуваат дискриминирано во однос на другите македонски граѓани. Нивните предизвици во земјоделството ги пренесува Тоше Огњанов. Марија Мачевска живее во селото Робово, има 23 години и е мајка на 2 деца. Сепак, како регистрирана земјоделка, таа нема право на платено породилно отсуство. Не знам зошто, не ми дадоа. Само од државата таму колку и дава 5000, тоа за прво дете, а за породилно не ме следуваше, од сам земјоделка. Марија е само една од повеќето илјади жени што се регистрирани како земјоделки. Работат на нивните земени фарми, се грижат за своите семејства, плаќаат здравствено осигурување, но за нив не важат законските 9 месеци платено отсуство поради новороденче. Кога моите деца беа мали бебиња, кога јас требаше да земам породилно, не земав породилно, како млада мајка тогаш ме погодуваше и до ден денес ме погодува оваа тема и овој закон, затоа што ми делува како дискриминирачки. Од Федерацијата на фармерите укажуваат дека таа категорија жени се неоправдано изоставени од Законот за здравствено осигурување и дека проблемот опстојува со години. Реално ние постојано притискаме, но некоја кочница некаде се наоѓа, што никогаш во овој период тоа не се направила таа промена. Треба да се застани убаво овој закон да се разгледа, да се увиди кој механизам би се искористил и нормално тие граѓани да се вратат во рамките на како категорија испуштена, да се вратат во рамките на овие членови, член 14, 14 и 15 во Законот за здравствено осигурување. Во немањето друго решение, жените од руралните средини го напуштаат работењето на фармите или соседните семејства целосно заминуваат од селата. За таа жена колку е проблематично. Во тие месеци, значи, она ќе мора да работи, а вака ако се даде породилно отсуство, значи ќе биде ослободена барем од тие земјоделски активности, ќе биде посветена само дома. Сега вака тие мора заедно со сопругот да ги вршат работите. Уште потрагично е ако е носителка сама. Ако сопругот нешто друго работи, а целото земјоделско стопанство е на низиниот грб. И тоа не е лесна работа. Од Министерството за труд и социјала не рекоа дека се во тек консултации за изнаоѓање соодветно решение за проблемот. Сепак, додека надлежните го изненат соодветното решение, жените земјоделки порачуваат. Требаат многу нешто. Требаат некоја играчка, нешто да им се купи на тие деца. Жената земјоделка може да биде и мајка, и домаќинка, и работничка. И на поле, и на нива, и со трактор. Правиме од сонце, воздух и вода, произведуваме храна. Значи, така сме способни да си ги чуваме нашите деца, ама законот што немаме право на породилно отсуство, тоа не погодува и делува дискриминирачки. Дефинитивно. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Го гледавте Newsflash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. За повеќе информации појдете на гласнааmerika.com. Пријатна вечер, се гледаме утре.